Денес, значи, одлучивме да дојдеме пред македонска телевизија да протестираме само од единствено, значи, еден повод е, што господин премиер рече да се ослободи, значи, социјално загрозена категорија на граѓани од плаќање на сметке МТВ и другите, значи, давачки. Јас можам да кажам дека ние веќе со УЈП имавме, значи, ред протести и договори, некои разговори, така што не бевме ослободени. Јас не знам што премиер и кога сака да ослободи од сметки и од плаќање македонска телевизија, кога тоа е се наплатено, значи. Така што присилно е наплатено, чак што више и на некога брат или сестра од странство што е испратени пари за да му поможе да претера месец и тој му е, значи, од сметка земено за радиодифузну таксу. Така што да не се лажемо и да не правиме лажни маркетинзи за изборну кампању, него нека се суочи со вистина дека овај народ пати, дека овај народ е гладен, дека овај народ не може да се справи со сметките. А све нам е дебело наплатено, чак што више, замислите, 200 денара иде и за Министерство за финансии. Плюс за банку 500 денара, така што од 3000 денара искочи ви 3700 да платите. Не гледав дали е боловање, дали е социјална помош, значи јас можем да кажем дека 90% е веќе наплатен долгот. Ние дојдовме овде и побаравме средба, значи со господа од македонску телевизија, за да се изнајде решение да не се прави така. Него барем оние што се стварно најранлива категорија да побараме да ги ослободат или да се пролонгира долг. Како се договоривме. Меѓутоа, како што видите, тие успеа да постават кордони на полиција, а не успеа да нас примив. Нема ниту еден директор. Така е, кога си винован, нема да чекаш и нема да се соочиш со народот. Што мисли дека ги постигнете со протестите? Па така што еве ќе докажемо дека не е нам цвета розе, како што вели наш премиер, ово ќе дам, оно ќе дам, верувајте дека ништо не дава. Него ние ранлива категорија не смо ни обештетени со предлог закон. Има само тројца во Куманово, најголем индустријски град, кои се секој фатени со закон и тој се тројца од Елем. Оној друго ниту еден, замислите, од толку фирми и толку фабрики во Куманово, ниту еден. И што треба да правиме? Епа нека си ги чека социјални немири. Нека пројде в избори, ако су тие на власт, верувајте дека ќе има социјални немири. Ово слободно можем да го кажем, зашто знам, во народ сам и гледам и слушам народот што вели.